Според докторот Джозеф Салхаб од Алтамор Спрингс, јадењето киви со лушпа го зголемува внесот на хранливи влакна за 50% и обезбедува дополнителни витамини и хранливи материи. Тој советува овошјето добро да се измие пред консумација за да се отстранат ситните влакна кои може да пречат при жвакање. И од клиниката во Кливленд истакнуваат дека лушпата од киви е богата со влакна и може да помогне во намалување на ризикот од срцеви заболувања, дијабетес тип 2, мозочен удар и рак на дебело црево. Но се препорачува предпазливост кај луѓе со чувствителен дигестивен систем. Сепак, лицата кои се склони кон создавање камен во бубрезите треба да внимаваат, бидејќи кивито содржи високо ниво на оксалати. Овие супстанци може да го зголемат ризикот од појава на камчиња, особено кај оние кои имаат предиспозиции. Нутриционистката Джилијан Кулбертсон дополнува дека кивито во комбинација со калциумот во телото може да доведе до проблеми со зглобовите или бубрезите. Затоа, препораката е умереност и консултација со лекар доколку постојат хронични здравствени состојби. Едноставен, брз и вкусен рецепт за постни пржени лепчиња стана хит на социјалните мрежи. Со само неколку состојки како леб, брашно, вода, сенф и сол, се добиваат крцкави лепчиња кои се идеални за појадок, ужина или лесна вечера за време на пости. Приготвувањето е многу лесно. Кришките леб се натопуваат во смеса од брашно, вода и сенф, па се пржат во масло додека не добијат златна боја. Послужени со сос или салата, овие лепчиња се вистинско гастрономско уживање за сите генерации. Готвачи и домакинки кои го пробале рецептот велат дека тоа е еден од најдобрите начини за искористување стар леб, кој со малку креативност се претвора во нешто навистина вкусно. Сенфот додава посебна арома, а крцкавата текстура ги прави неодоливи. Овој рецепт не бара многу време ниту посебни кулинарски вештини, што го прави совршен избор за секој кој сака да подготви нешто на брзина. Со својата едноставност и вкус, постните пржени лепчиња заслужено го привлекува вниманието на љубителите на домашна храна.